Зборуваме за мотивација. Мотивацијата е чинител кој го поттикнува, насочува и оддржува однесувањето на луѓето. Мотивацијата се однесува на динамичниот дел од личноста и се разликува од поимите како чувства и личност. Мотивацијата е желба или волја да се направи некоја работа. Мотивираната личност може да си постави долготрајна цел, да стане истакнат писател, да стане врвен спортист, да стане добар научник или да има краткотрајна цел, да научи како да спелува еден збор, да се најаде и така натака. Од многуте дефиниции во литературата има навистина многу дефиниции за мотивација, некако најопширна е дефиниција која што опфаќа најголем дел од деловите на мотивација е дека под мотивација се подразбира процес што го активира и го ориентира човековото однесување, перцепирањето, учењето и неговото мислење, односно когнитивните процеси. Мотивацијата е општ поим кој во себе ги обединува сите психолошки и органски фактори што го управуваат човековото однесување. Во однос на мотивација имаме повеќе теории на мотивација. Она најосновната е биолошката теорија, односно биолошките теории кои што се базирани на инстинктите, а основни инстинкти или основни биолошки мотиви се мотивот за глад, мотивот за жед, мотивот за секс. Биолошките теории во почетокот, кога психолозите се труделе да објаснат мотивацијата, се повикувале на инстинктите, односно на наследните однесувања што повеќе се одредени биолошки отколку што ни се научени. Според нив, луѓето и животните се родени со предпрограмирана структура на однесување. Кај луѓето, инстинктите произведуваат енергија како извор на однесување и ова е всушност централниот дел, најважниот во биолошките теории. Многу психолози не се согласуваат со сведувањето на човековата мотивација само на биолошка основа, тоест на инстинктите. Не се согласувам јас, односно ние не сме мотивирани, не правиме сите работи не ни се предодредени за ние да ги задоволиме само нашите основни биолошки инстинкти, односно сме малку посложени битија. Следна е теорија на импулсот. Концептот на импулсот во психологијата за прв пат го воведува психологот Вудворд и тој смета дека секоја внатрешна моќ што не тера на некое однесување е еден вид импулс. Например, ако од внатре нешто не тера да јадеме или, например, да најдеме место да легнеме и да спиеме, тоа е импулсот за спиење. Ако нешто од внатре не тера да им се јавиме на другарите и на другарките и да се договориме вечер да излеземе да одиме во диско, тоа е непоттикнал импулсот за забава. Значи, буквално се ново конотација на импулс. И главниот дел е механизмот на хомеостаза и поттикнување на импулс. Механизмот на хомеостаза во психологијата детално го објаснува Кларк Хол, кој сака дополнително може да отвори, има доста видеа за Хол и всушност тој аргументира дека секој евентуално одстапување од хомеостазата ќе придонесе за настанување на некоја биолошка потреба. Една таква потреба што доаѓа поради недостаток или вишок на одредени материи во организмот создава еден психолошки импулс. Ако подолго време не сме пиеле вода, ќе се наруши хомеостазата на количеството за вода во нашиот организам, што создава еден психолошки импулс. Овој импулс обезбедува енергија за однесувањето што ќе следи, бидејќи ние се стремиме, односно се мотивираме да си го задоволиме овој импулс и со оглед на тоа одиме, односно пуштаме чешма, пиеме вода, мотивирани сме на тоа однесување со цел да си дојдеме до хомеостаза, да си воспоставиме хомеостаза на вода во организмот. Следната од теориите е теорија на поттикот, која всушност кажува дека ние сме мотивирани на одредено однесување, затоа што на крајот на целта имаме некој позитивен подкрепувач или негативен подкрепувач. Во овој наш случај во моментов, ако го земеме примерот зошто сте вие мотивирани да го гледате видеово, позитивни подкрепувачи би биле
Тоа што ќе научите, например, нешто ново и ќе бидете спремни за часот по психологија, ќе си повторите, ќе бидете спремни за тестот по психологија и така натака, а негативни подкрепувачи се доколку не го изгледате видеото, вие ќе бидете неспремни за часот и можеби ќе ви се случи нешто негативно, односно ќе дојдете во ситуација да бидете провалени дека не сте го гледале видеото и можеби добиете некое слабо знакче во црниот тефтер на професорката. Да земеме, например, присуство на час. Позитивни подкрепувачи, за да бидеме мотивирани да дојдеме на часов по психологија. Дека ќе се дружиме, ќе размениме мислења, ќе имаме интеракција, ќе научиме нешто ново и така натака. Негативни подкрепувачи се, ако не дојдеме на часот по психологија, можеби ќе добиеме, нели, професорот ќе не запише и ќе добиеме неоправдан изостанок. Најпознатата теорија за мотивација, прилично застапена и во литературата и на социјалните мрежи и во архивските студии, во архивските документи на Google, е хуманистичката теорија на Маслов. Маслов вели дека ние сме мотивирани за одредено однесување со цел да се ги задоволиме нашите потреби, а тие потреби Маслов ги има представено во познатата хиерархија на мотиви и хиерархија на потреби. Оно што го гледаме на сликава е хиерархијата на потреби на Маслов. Има неколку дела, ќе одиме од најдолу, од најдолната скала кон нагоре. Ќе објасниме само што значат овие скали, а на час ќе зборуваме подетално што би значело доколку како оди всушност задоволувањето на потребите и што би значело доколку се наоѓаме на одредена скала и се случи да доживееме одредена абнормалност или удар во таа скала. Но да се вратиме на хиерархијата, односно на пирамидата. На најдолниот дел, оно што е со црвено, каде што има чашка, каде што почнува со слика чашка, всушност значи дека на најдолниот дел на пирамидата, базично, основно нешто што ни е потребно и сме мотивирани да го направиме е да си ги задоволиме нашите физиолошки потреби. Односно, да не сме гладни, да не сме жени, да сме напиени, да сме наспиени и така и се што спаѓа под физиолошка потреба. Откако ќе ги задоволиме физиолошките потреби, одиме на следната скала, каде што се наоѓа потребата за безбедност и сигурност. Тоа е означено со виолетово на оваа пирамида и започнува со сликичката од чадорчето. Што значи потреба за безбедност и потреба за сигурност? Од најмакро до најмикро ниво. Значи да се чувствувам безбедно кога седам дома, да не треперам дека во секој момент може да ми падне кровот над главата. Да се чувствувам сигурно кога си одам од училиште или од град која се води скачање, кога се враќам дома во темница, да не очекувам дека во секој момент може да ме нападне некој. Да бидам здрав. Оние околу мене да се здрави. Да бидам безбеден на макро ниво, да имам мир во светот, да нема пандемија, да бидеме безбедни на најмакро ниво. Откако ќе задоволиме потребата за безбедност и за сигурност, следно што ни доаѓа на пирамидата е потребата за љубов и припаѓање. Тоа е со сина боја, каде што има семејство, сликичка со семејство. Потребата за сакање и да се биде сакан, односно сите ние имаме потреба некого да сакаме и некој да не сака, без разлика за каков вид на љубов станува збор, значи не само за онаа романтична партнерска, туку и за родителска, фамилиарна, пријателска и така натака. Да се припаѓа некому и да се биде прифатлив за другите и потребата за одстранување на осаменоста и изолацијата. Тоа се наоѓа во оваа потреба за припаѓање, љубов и припаѓање. Од кога ќе задоволиме оваа потреба, доаѓа потреба за оценување. Тоа е означено со зелено на цртежот од нашата пирамида. Потреба за себе оценување, постигнување, компетенција и независност, потреба за познавање и почитување од страна на другите. Значи, имаме потреба и да се себе почитуваме
и другите да не почитуваат, но и да го возвраќаме и ние почитот кон другите. И на врвот на пирамидата се наоѓа нешто што се вика самоактуализација, односно потреба за собствена актуализација, и тоа е потреба за остварување на сите лични потенцијали, односно, пластично кажано, да бидам се што сум сакал да бидам кога ќе пораснам. Понатаму, на час, ќе зборуваме од какви се други аспекти може да се гледа оваа пирамида. Јас ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден.